Антикорупционерите не знаат дали ќе постапуваат за предметот со Драги Рашковски, односно за јавната набавка за инсталација на АТМ системот за управување со воздушниот сообраќај. Но и која е улогата на генералниот секретар на владата за набавка за истиот? Предметот го отворија во август, за 6 месеци подоцна, без конкретно да кажа дали ќе имаат и понатаму улога во расчистување на истиот. Председателката на антикорупцијска вели дека ревизорите си завршиле работата со МНАФ, па сега ги чекаат податоците од ревизијата. Но можно е дека сакава заради тоа што обвинителството отворило истрага да се повлече. Ние разговаравме со јавното обвинителство и тоа има покренато веќе постапка за овој предмет и ќе одмериме дали ние ќе се вклучуваме понатаму, затоа што баш и немаме многу ресурси за да ги дуплираме работите. Значи ќе определиме дали има некакви елементи баш што ќе се однесуваат за нашата институција и тука ќе си постапиме. Ако не, ќе препуштиме ова што е завршено и тоа што ќе се работи да се сработи. Алфа се обида да добие одговор од обвинителството, докаде се со истрагата, но од таму нема информации. Инаку, обвинителството за организиран криминал уште во септември отвори истрага за спорниот тендер, кој тежи 7 милиони евра. Случајот за набавката на радарски систем во МНАФ и улогата на Драги Рашковски излезе во јавноста кога на руска социјална мрежа беше објавен разговор од кабинетот на владиниот генерален секретар. Потоа следуваше уште една снимка, објавена на YouTube. Авторите на снимките, но и дел од јавноста, тврдеа дека аудиоматеријалот е доказ дека Рашковски постапил незаконски кога се вмешал во постапката за набавка на радарски систем за МНАФ и дека извршил низа незаконски дејствија, како средба со една од фирмите пред таа да биде формално избрана, односно италијанската фирма Леонардо. Рашковски не негираше дека снимките се од неговиот кабинет, но тврдеше дека неговите активности биле со цел да се забрза постапката, која се одложувала веќе 2 години и за тоа имал задолжение донесено на владина седница. Според генералниот секретар, во прашање била безбедноста на македонското небо. Оваа верзија ја потврди и сега екс-премиерот Зоран Заев. Рашковски се закануваше и со тужби за новинарите кои ја објавија оваа афера.